се rodila čerka, princeza. Po celото kralstvo se raduvale site nivni podanicи, бидејќи многу ги сакале. А пак на малата принцеза и дале име Аурора, зашто била неверојатно убава. По една недела кралот и кралицата направиле голема прослава. Биле повикани сите земјини вили, кои биле прогласени за месени куми. Прва меѓу нив била Аура, позната по својата убавина и скромност. Денес прекрасно изгледаш, драга Аура. Ако е така, ваше височество, тоа е заради вашата среќа, која се удвои од раѓањето на вашата ќерка и прави се да биде поубаво. Потоа дошла и Вистерија, позната како најмудра меѓу сите вили. Па што мислиш ти, Вистерија, за нашата принцеза? Неверојатно е бистра. Свети го златна бајчка. Гледајте, сака да се познат. Ја влече силна љубовитност. Третата вила се викала Грација, која летала и многу мислене дека е пеперутка, затоа што движењата и биле многу лесни. Далеку се гледа, иако е уште бебе, дека е вистинска принцеза. Ти благодариме, Грација. Убаво од тебе што така зборуваш. О, моја кралице, па Грација е секогаш многу љубезна. Потоа дошла и играчната вила, која играла толку убаво, како да е ангел. Секого го правила среќен и да посакал да заигра. Толку сум свикна, ваше височество, што би ги скошила чевличките од играта. Како така? Кога толку ретко со стапалата го допираш подот? Петтата вила се викала Мелоди, заради незиниот мир глас и дар за песна. Прекрасна малечка Аурора, ти не треба да плачеш. Хубавата песна мора да чуе. Следната била Мората, незината моќ била секого да сака, дури за оние кои се мислело дека не заслужуваат. Во собава има огромна љубов. А Мората, ти се заблагодаруваме за сета љубов што ја донесе. Не, кралице, јас не ја донесов. Тоа го стоите вие и кралот. Затоа што принцезата Аурора е родена со љубов и таа секогаш живее. Твојот благослов ни е најважен, Мората. Со радост го давам, иако вашата ќерка е најголем благослов. Простете, ваше височество, но толку голема љубов вие донесовте. Јас? Да, вие. А една вила која држи до себе повеќе не може да издржи.
погледи и почитувани били. Знаете дека со години се молевме да добиеме дете. За тоа чудо искрено сме му благодарни на Бога. Кога се раѓа бебе во кралството, кумите му подаруваат нешто на новороденчето. А бидејќи кралските деца имаат работи, повеќе отколку што им треба, кумите ќе подаруваат својства кои не се купуваат со злато. Време е кумите на Аурора да даруваат со она што е само во нивната моќ. Јас, Аура, прва меѓу нејзините куми, и дарува убавина, но не она која веќе ја има, туку исто така да има и добра душа. Отлично! Супер! Много убаво! Јас сум Мистерија, а подарокот што ќе го дадам е оно што ќе даде најголемо блажество. Супер! Што? Што? Што рече? Даде мудрост. Мудрост. Па зошто тогаш не рече така? Јас на Аурора и дарувам дар. Според моето име, грациозност. Ни животот да оди лесно како перце, со убавина и леснина, која на сите ќе ги пее. Отлично! Благодариме Грација, тој подарок секогаш ќе биде мил. Мојот подарок за Аурора е таа за игра и сите да ја сакаат. Отлично! Супер! Браво! Благословува! Каде и да тргне, да ја следи музика, бидејќи песната носи многу голема среќа. Отлично! Супер! Много убаво! Јас на Аурора и дарувам љубов, која е најплеменото чувство и да не дознае што е завист и омраза. Ох, не! Оделија! О, не, Оделија! Никој не ја видел веќе 5 години. Мислевме дека е мртва. Сигурно е лута, што не сме повикале на веселбата од Аурора. Така, значи, сите од кралството се повикани на веселбата од малата принцеза. Освен старата Оделија, тоест јас. Мислевте дека тоа ќе помине туку така, нели? Оделија, верувај, не знаевме дека си во кралството. Не сме те виделе толку долго. Мислевме дека си... Мртва, зарем не? Тоа сте мислеле вие. Но гледате дека сум жива. Никогаш не сум била пожива. Се е добро, штом ке заврши добро. Да го погледнеме новиот член на кралското семејство. Подалеку Оделија, таа е под заштита на вилските дарби. Не од сите видја мората. Јас се уште не сум го дала подарокот. Подарок? Може Што ти даде подарок? Но како Или подарок? не сум ни вклучена за нејзина кума. А поточно, Оделија, ама ние мислевме, како да речам, само сакавме да... Многу ви благодарам. Токму така и мисле. Дајте ми ја да дарувам. Оделија, знам дека си лута, но кралот и кралицата не ја направија таа грешка со намера. Не сакаа да те
Доста веќе Оделија, врати ни го детето и веднаш замини си. Никогаш и не би останала во куќа, докато што не сум добре дојдена. Само сакам да й дадам подарок на малата принцеса. Што значи тоа? Подарок од старата Оделија. Јас имам подарок за заканата принцеза Аурора. Што? Дарба за смрт! Што? Како тоа можност? Не може тоа. По една недела од 16-тиот роден ден. Аурора што боцне На што да се боцне? на врхот вретено. На врхот вретено. И да падне мртва. Но како Уживајте со она да се наможете, кога ќе поминат тие години, ќе биде прав и нема да ја имате. Добре дојде Аурора, мала принцезо, за разлика од твоите родители. Се сомневам дека ти ќе заборавиш твојата тетка Оделија. Аурора не сме да умре. Не грижете се, ваше височество. Все уште не сме чуле каков подарок има последната вила, нашата ружица. Да, нашата ружица. Не грижи се, прекрасна Ауроро. Нема да дозвола клетвата од таа злобна Оделија да те одвои од сите нас. Така е. Рушице, ти се уште не си ја дарувала Аурора. Ке сакаш ли да ја тргнеш? Клетвата од Оделија. Ти се молам. Магијата, клетвата на Оделија е многу силна. Ваше височество, може би не можам да ја тргнам, но може би постои нешто што би можела јас да сторам. Постои, драга ружице. Секако дека постои. Погледни во своето срце. Да, погледни во своето срце. Одговорот ќе биде таму. Ќе биде таму. Аурора нема да умре. Нема да умре, нема се разбира. Може би не можам да ја тргнам клетвата, но може би можам да ја сменам. Ти ја смени! Еве го мојот подарок, прекрасна Аурора. Ти на вистина, на твојот 16-ти роден ден, ке се боцнеш, на врхот вретено, но нема да умреш. Наместо тоа, ке заспиеш во длабок сон, кој ќе трае 100 години и еден ден. И еден ден ќе те разбуди еден млад принц. А во моментот кога ќе се будиш од сонот на злобна Оделија, ќе умре. Беше ли добро? Ајде сега, ве молам, кажете ми. Многу добро. Добро беше. Да, многу беше добро. Тоа е најмногу што може да сторам, Били, за толку кратко време. Ох, Рушице, ти на нашата сакана кирка Аурора и даде живот. Да, живот. А тоа не може да се мери со ништо друго. Благодарни сме ти. Така е, благодарни сме ти, но мора да постои уште нешто што може да се стори за да не дојде до тоа. Секако дека може, ваше височество. Најпосле, кој е овде крал? Па се разбира дека јас сум крал, но... Не го решава проблемот вашето но. Зошто не забраните во кралството да се употреба вретено и Аурора, која ќе напуни 16 години, ќе нема на што да се боцне? Да, секако
така, ама зошто јас не се сетив на ова? Затоа што вие сте крал, а јас сум дива. Но сепак, Оделија не останала равнодушна на решението што го дала вилата Рушица. Така значи, малата вртилупаш да смени моја клетва, а пак и кралот забрани вредено во кралството. Добро, има време додека Аурора напуни 16 години. До тогаш сама ќе се погрижам за се. И така принцезата Аурора пораснала во прекрасна, грациозна и паметна девојка. И сето тоа благодарение на даровите што ги даде вилите. Рушица била постојано со неа и не ја испуштала видот, а па кралот, откако забранев да се употребува вретено, никој на Аурора не и кажал за клетвата на Оделија. Така, Рушице моја, младиот витез ги разбио ковите, беше слободен. Ох, јас да се ослободам. Рушица е со мене и ден и ноќ. Иако беше глад, заради тоа што се докажа, народот го се восхитуваше. Единствено, каде што сум се јас докажала, е Рушица. Би сакала барем еднаш да бидам сама. Имам 16 години и сакам да работам тоа што јас сакам. Тогаш, моја драга Рушице, лицо спушти главата. Беше многу уморен. Ги затвори очите. Многу се спиеше. Веднаш падна во прекрасен сон. Спиеш, спиеш. Заспа. А што да правам сега? Што да правам сега? Подарокот што си го дадов, сопствената слобода? Знам, ќе појдам во авантура. Се надевам дека Рушица нема да биде лута што и побегна вака. Сепак, јас пред една недела напунив 16 години. Време е да се осамостојам. Рушица ќе биде горда што сум пораснала. А освен тоа, може би ќе се вратам пред да се разбуди и не ќе знае дека сум излегла. Колку е прекрасно. Колку прекрасен поглед. Зошто со Рушица никогаш не сме биле тука? Види, веројатно тоа се мама и тато. Мамо, тато, николку мали изгледаат како мравки. Кога би знаеле дека ги гледам. Колку е прекрасно тука горе. Сега се наоѓам на врвот на кралството. Ова ќе биде моето скришно место. Тука би останала за секогаш. Навистина, толку е тивко, мирно и толку. Но каков е тој звук? Никогаш не сум чула такво нешто. Што ќе е тоа? Ох, затворено е. Но сигурна сум дека однатре го слушнам звукот. О, Боже, ми изплаши девојко. Што бараш ти овде? Многу се извинувам. Го чув звукот.
пазеше ја двакви фустани како твоите. Чекај, заре не можно толкава девојка како тебе да не знае како се прави облека? Јас имам 16 години и морам уште многу да научам. Да, сигурно е така. Велиш, имаш 16 години, а? Да, напълни 16 години пред една недела. Можам ли да пробам? Не би сакала ти да си предалка. Рацете би се премногу нежни, би ги повредила. Но сакам само да пробам. Ми изгледа много интересно. Па сега, ако навистина сакаш, Да, това ќе биде прекрасен крај за млада прошетка низ кралството. значи сме се пуштили в авантура. Да, и тоа величествена авантура. Како што гледам, со прекрасен крај. Да, само такви величествени авантури врежи да се превземат. Треба да се ужива во нив. Ајде сега, те молам, покажи ми како се работи со вретеното. Еве вака. Прво, треба да го земеш вреденото. Но, внимавај, многу е остро. Но не грижи се, веќе имам 16 години, ќе знам да работам. Да, сигурно е така. Како рековте ви, треба да се врти? Да се върти. Оф, не се буцна! Леле, не ли убаво те предупредив? Види што направим. Си го боцна прстот. Синка ти. Прекрасно, драга Аура, само ти продолжи да читаш. Што? Ох, не, Аурора! Аурора, не, Аурора! Што ми се случува? Чувствувам некаква вртоглавица. Која си ти? Не можеш да гледаш својата крв. Нели, драга моја? Баш убаво време најде да заспеш Ружице. И тоа една недела по 16 роден денар. Ох, помогнете ми се молам. Заре нема кој да ми помогне? Но, што можам јас тука? Јас сум само проста баба. Аурора! Аурора! Не ми е добро. Ох, не, Аурора! Ајде, однесе кафе. Ружице! Ружице! Прости ми! Ох, не, Аурора! Оделија! Требаше, али морам да знам. О, не, Оделија! Аурора! Малечка моја! Оделија, гледа да ги тереш клетвито принцесата Аурора. Не падна таа заради моите магии, туку заради твоите, мила. Што моите? Да, на почетокот бе влудан, што ги растори моите клетви. Но сега испадна се како што треба. Споделам јас тебе, Оделија. Да, на почетокот бе многу лута, бидејќи требаше да умре. Но 100 годишен сон е одлична идеја, Ружице. Секоја чест. Проклета да си, Оделија, ни го зеде тоа што најмногу го сакавме. Тогаш следниот пат се надевам дека ќе ме повикате на гости. Ако воопшто имате еден пат, сега си одам, толку сте негостолюбиви. Погледни, дури и во смртта изгледа прекрасно. Не, кралице моја, не е мртва, само заспала. Но нас одамна ќе не нема, кога таа ќе се разбуди. Што стори, Ружице? Каде ти беше паметот? 100 години, зарем 3 не е доволно? Немаше потреба да бидат 3, можеа да бидат и 10. Ти го уништи незиниот живот. Навистина, кога таа ќе се разбуди, сите ќе бидат мртви. Но Да, поштарно ќе биде санем и ќе дадат
завършено се. Ajde da se odimo. Se somnevam дека некогаш ќе успеам да го заборавам ова. До гледanje, Ružice, na tebe ostavam. Dobro mi vetuvam, ќе сторам се што можам. Ќе ја потрошам сета своја енергија и моќ, но ќе ја поправам ова несреќа која ја направив. Спите! Сите нека спијат! Дека целиот дворец спие! Се додека Аурора не се разбуди! Нема да биде ноќ, а вие пак ќе имате заканата принцеза! И да редувам на сите! Спите! Ја потроши сета своја енергија и моќ, а и мене нема да ми штети. Малку сум. И така започна долгиот сон во малото кралство. До 100 години и еден ден. И така Аурора паднала во длабок сон. Сите други заспале. Оделија, злобната вила, се сетила дека Ружица рече: по тоа време на Аурора ќе ја разбуди принц. И во тој момент Оделија ќе умре. Затоа се магепсала самата себе и околу дворецот направила неглив зид, низ кој никој не би можел да помине. Минувале многу години, а легендата донесувала многу храбри принцови до невидливиот зид. Многумина се обиделе да влезат, но никој не успеал. Како 100 години се ближеле, Оделија се грижела дека некој од принцовите ќе го пробие невидливиот зид. Како кој принц доаѓа, се повеќе се ближа? Не, не смеам тоа да го дозволам, инаку ќе бидам мртва. Не смеам да дозволам Аурора да ја напушти длабоката јама на сонот. Длабока јама? Одлична идеја! Но сепак, еден ден, точно 100 години и еден ден, откако Аурора се боцнала на вретеното, младиот принц Филип дошол до легендарниот дворец. Тој ја знаел целата приказна и за јамата, но принцот чувствувал дека срцето му велело да најде принцезата и да ја направи своја жена. Наоружан со остар меч, се решил да стори така. Ова мора да е тоа место, момче. А ти си спремен и не се плашиш. Еве, пристигнавме. Одека, немој да бързаш. Не сакаш да ме проболта невидливата јама, не ли, момче? Да, секако. Најважно е, што сега знаеме каде започнува невидливата јама. Но, прашање е како да ја поминеме. Многу е широка. Но во никоја авантура не си ми изневерил. Ти верувам, момче, храбро. Ќе дадам се од себе. Многу сакам да ви помогнам и да успеете во оваа авантура, за која толку копнеете. Ајде да претрчаме заедно, господару. Хајде, момче! Еден, два, спремен ли си, момче? Да, господару. Три, хајде! Успеавме. Поблиску сме од сите досега. Момче, одиме понатака. Но, што е такова? Каква е ова магија? Како можам да се борам со нешто неземско? И твоето оружје мора да биде неземско. Кој го зборува тоа? Покажи се. Да, навистина, кој е тоа? Влад Принц
Аз немам никаква магија. Тогаш направија, момче. Но како може да направи магија? Да, како и од каде? Многу ти се брза, послушај ме за момент. О, плавоко ти се извинувам, духу. Исто и јас, не сакав да ве навредам. Еве вака, за да поминеш низ невидливиот зид, ти треба волшебна водичка за да ти помогне. Волшебна водичка, но каде да ја најдам? Волшебната водичка се наоѓа во твоја близина. Во моја близина? Да, во твоја. А сега, момче, сврти се на себе. Себе. Момче, вамо е себе. Се сврти. Дали гледаш еден бот, еден жбун? Бор и жбун. Да, гледам. Оди до борот и жбунот и помеѓу нив копај. И таму ќе ја најдеш волшебната водичка. О, ти благодарам, духу. Ајде, момче, да побрзаме. Ова мора да е тоа нешто. Купај. Подлабоко, момче, подлабоко. Момче, ова мора да е тоа нешто. Момче беше храбар и верен винаги. Сега одам сам. Познаеш што ќе сретна понатака. Да не треба да останам, господа Рузи. Нема потреба, момче. Не сакам да ти изложувам на никаква опасност. Тогаш завидување. Довинување, момче, беше храбар придужник. Така, ја имам волшебната водичка, а сега да го попрскам невидливиот зид. Не! Не може така! Треба да го сопрам пред да биде предоцна. Одете сите во палатата и сопрете го принцот пред да влезе! О, што е ова? Каква е ова магија? Но сум победил порано, че победа ми сега. О, не! Го искористи својот остар меч за да ги избрка орлите. Не може така! Јас сама ќе се погрижам за него! О, ако се суди по моето срце, тогаш се приближувам до судбината. Да, о, ваше височество. Што е ова? Дали тие спија? О, поубава е, откако на собор. Но, чекај малце, што ако откријам дека јас спијам, а не таја? Ако е ова само сон, морам да дознам. Беше близко, принцу, но не преблизко. Ти сигурно си изборот на овие злодела. Зло, е толку остар збор. Задов си, слопнице. Мојата задача е завршена сега. Оди си. Имаш голема храброст, а и одлучност, момче. Но тоа не ти е доволно. Какви декви фрла сега на ме? А, нешто се случува. Сакаше да биде со саканата? Сега, убавецу, за секогаш ќе биде со неа. Те претварам во камен и за секогаш ще си со саканата. Немој, кога ќе се скамени срцето, нема да чувствуваш ништо. Толку сум близу. Вргу, принцу, вргу! О, гласот од духот, од розава доаѓа. Повргу кога ти велам! Фрли ме на злобницата! Бакни ја принцезата Аурора! Бакни ја на Аурора! О, не! Победивте! Љубовта победи! Ве мразат сите! Па тоа е кралски син. Беше како што кажа Ружица, кој дојде да не разбуди. Се разбудивме сите и сите сме живи. Аурора е жива. Ружица, сакаше. Идејата да го заштитиш кралството беше прекрасна.
Draga Ura. Da, navistina. Pa сега sve što treba da se stori je da se proslavi. Ovdje kako teka ima, draga Ružića. Nije ona dente na pametne, kako ti si vinovna za sebe. Pa jaz bi vinovna za se, zarem ne? Тука владееше атмосферата на Одевија. Таа се пренесе и на нас. Иако ние тоа не требаше да го направиме, но сепак се случи. И јас ти должам извинување. А, navistina, сега ќе ме налутите. Глуп. Draga Aurora, samo da znaš, nije site. Koliko mnogo te sakame. Да, многу те сакаме. Se poznava, Ružice. Nemaše da go storiš тоа za mene ako ne me sakaše. A jaz ti blagodaram, zato što mi go spasi životom. Знаете, јас имам една идеја. Па тогаш кажи ја. Да направиме забава. Kada što ќе присуствува целото кралство. Во салата за прослави, се разбира. Odlična ideja, bravo Vili. И ќе го повикаме целото кралство да го прославиме второто раѓање на принцесата Аурора. Odlično. Секоја чест ме оставивте без коров. Браво, Вили. Така можеме да ја прославиме и нашата венчавка. Секако би го мора. Aurora, draga, все уште не ми се верува дека си пред моите очи. Така е, жива е. Мајко, татко, многу ме сакам. И така Аурора и кралскиот син се венча. Има свое семејство. Кралот и кралицата беа воодушевени од својот зет. Филип беше добар човек и знаја дека мудро и праведно ќе владее. Со нивното кралство еден ден семејството многу време поминуваше во игра и негување на прекрасни цветови. А од сите цветови, омиленото цвеќе им беше ружата.
da ima dete. I ete, Gospod ja uzdiši budata moga, pa se rodila čerka, princeza. Po celото kralstvo se raduvale sите njivni podanici, vidiki mnogo prisakali. A pak na malата принцеза и дали име Аурора, зашто била неверојатно убава. По една недела кралот и кралицата направиле голема прослава. Биле повикани сите земјани вили, кои биле прогласени за нејзини куми. Прва меѓу нив била Аура, позната по својата убавина и скромност. Денес прекрасно изгледаш, драга Ура. Ако е тоа така, с ваше височество, тоа е заради вашата среќа, која се удвои од раѓањето на вашата ќерка и прави се да биде поубаво. Потоа дошла и Вистерија, позната како најмудра меѓу вилите. Па што мислиш ти, Вистерија, за нашата принцеза? Невероятно е бистра. Светила го златна паричка. Па гледайте, сака да запознам. Ја влече силна љубовина на тя. Третата вила се викала Грација, која летала и многу мислеле дека е пеперука, затоа што движењата и биле многу лесни. Отдалеку се гледа, иако е уште бебе, дека е вистинска принцеза. Ти благодариме, Грација. Убаво од тебе што така зборуваш. О, моја кралице, па Грација е секогаш многу љубезна. Потоа дошла и играчната вила, која играла толку убаво, како да е ангел, секого го правила среќен и да посака да заигра. Толку сум жмикна, ваше височество, што би ви скочила червички до изгледа. Како така? Кога толку ретко со стафалата го добираш подост. Петтата вила се викала Мелоди, заради незиниот мил глас и дар за песна. Прекрасна маничка Аврора, ти не треба да плачеш. Гумата песна мора да чуеш. Следната била врата, незината моќ била секого да сака, дури за оние кои се мислело дека не заслужуваат. Во собава има огромна љубов. Амората, ти се заблагодаруваме за сета љубов што ја донесе. Нека, јас не ја донесам. Тоа го сторивте вие и кралот, затоа што принцезата Аврора е родена со љубов и таа секогаш ќе живее. Твојот благослов ни е најважен, Амората. Со радост го даваме, иако вашата ќерка е најголем благослов. Простете, ваше височество, но толку голема љубов вие донесате. Јас? Да, секако дека вие, а една вила која држи до себе повеќе не може да издржи. Последна била вилата Рушица, која имала дух на рози и изненаден дожд. Таа секога зборувала се што и била на ум и имала отворено срце. А сега, бидејќи пристигнале сите, кралот официјално го објавил кумството на 7 вили. Драги пријатели, добри соседи и почитувани вили, знаете дека со години се молевме да добиеме дете. За тоа чудо искрено смо му благодарни на Бога.
Кога се раѓа бебе во кралството, кумите му подаруваат нешто на новороденчето. А бидејќи кралските деца имаат работи, повеќе од колку што им треба, кумите ќе подаруваат својства кои не се купуваат со злато. Време е кумите на Аурора да даруваат со она што е само во нивната моќ. Јас, Аура, прва меѓу нејзините куми и дарувам убавина. Но не она која веќе ја има, туку исто така да има и добра душа. Одлично! Супер! Браво! Јас сум Мистерија, а подарокот што ќе го дадам е оно што ќе даде најголемо блажество. Што рече? И даде мудрост. Мудрост, драга, лубја мудрост, да. Па зашто тогаш не рече така? Јас на Аурора и дарувам дар, според моето име, грациозност. Ни животот да оди лесно како перце, со убавина и леснина, која на сите ги... Одлично! Мојот подарок за Аурора е таа игра и сите да ја сакат. Супер! Браво! Многу убаво! Благословува. Каде и да тргнеш да ја следи музика, бидејќи песната носи многу голема среќа. Одлично! Супер! Многу убаво! Јас на Аурора и дарувам љубов, која е најплеменото чувство. И да не дознае што е завист и омраз. Одлично! Оделија! О, не, Оделија! Никој не ја видел веќе 5 години. Мислевме дека е мртва. Сигурно е лута, што не сме ја повикале на веселбата од Аурора. Така значи, а? Сите од кралството се повикани на веселбата од малата принцеза. Освен старата Оделија. Тоест јас. Мислете дека тоа ќе помине туку така, нели? Оделија, верувај, не знаевме дека си во кралството. Не сме те виделе толку долго. Мислевме дека си... Мртва! Зали не? Тоа сте мислеле. Но, сепак гледате дека сум жива. Никогаш не сум била пожива. Се е добро што ми заврши добро. Да го погледнеме. Новиот член на кралското семејство. Подалеку Оделија. Таа е под заштита на вилинските дарби. Не од сите видја мората. Јас се уште не сум го дала подарок. Што ти даде подарок? Но што значи тоа? Или не сум ни вклучена за нејзина кума. Поточно, Оделија, ние мислевме, како да речам, само планиравме за да... Токму така и мислев. Многу ви благодарам. Дајте ми ја дарувам. Оделија, знам дека си лута. Но кралот и кралицата не ја направија таа грешка со намера. Ти самата знаеш дека тие не сакаат да те... Ајде, доста зборување. О, не, Аурора! Доста веќе, Оделија, врати ни го детето и веднаш замини си. Никогаш не би останала во куќа во која што не сум добре дојдена. Само сакам да ја дадам подарок на малата принцеза. Подарок? Како ти даде подарок? Но што значи тоа? Подарок од старата Оделија. Јас имам подарок за секаната принцеза Аурора. Што? Да,
помневам дека ти ќе заборавиш твојата тетка Оделија. Не грижете се, ваше височество, па се уште не сме чули каков подарок има последната вила. Нашата рушица. Да, нашата рушица. Не грижи се, прекрасна Ауроро. Нема да дозволам клетвата на таа злобна Оделија да те одвои од сите нас. Така е. Рушице, ти се уште ниси ја дарувала Аурора. Ке сакаш ли да ја тргнеш клетвата од Оделија? Ти се молам. Магијата, клетвата на Оделија е многу силна, ваше височество. Може би не можам да ја тргнам, но може би постои нешто што би можела јас да сторам. Постои, драга рушице, па секако дека постои. Погледни во своето срце. Да, погледни во своето срце. Одговорот ќе биде таму. Аурора нема да умре. Нема да умре. Мислете дека ќе умре? Може би не можам да ја тргнам клетвата, но може би можам да ја смирам. Ќе смени, Да, ќе смени. Еве го мојот подарок, прекрасна Аурора. Ти на вистина, на твојот 16-ти роден ден, ќе се боцнеш на врвот вретено, но нема да умреш. Нема да умре. Наместо тоа, ќе заспиеш во длабок сон. Каков сон? Кој ќе трае 100 години и еден ден. 100 години и еден ден. И еден ден ќе те разбуди еден млад принц. А во моментот кога ќе се будиш од сонот, таа злобна Оделија ќе умре. Беше ли добро? Ајде сега кажете ми. Одлично беше рушице. Тоа беше добро. Браво. Тоа е најмногу што можев да сторам за толку кратко време. Ох, рушице, ти на нашата сакана кирка Аурора и даде живот. Да, живот. А тоа не може да се мери со ништо друго. Благодарни сме ти. Така е, благодарни сме ти, но мора да постои уште нешто што може да се стори, за да не дојде до тоа. Секако дека може, ваше височество. Најпосле, кој е овде крал? Па се разбира дека јас сум кралот, но... Не го реша проблемот вашето руно. Зошто не забраните во кралството да се употреба вретено и Аурора, која ќе наполни 16 години, ќе нема на што да се боцне? Да, секако дека е така, но зошто јас не се сетив на тоа? Затоа што вие сте крал, а јас сум била. Но сепак, Оделија не остана равнодушна на решението што го дала вилата рушица. Ака значи, малата вртјопаш да смени моја клетва, а пак и кралот забрани вретено во кралството. Не смеам тоа да го дозволам, инаку ќе бидам мртва. Но, сепак, има време додека Аурора напуни 16 години. До тогаш, сама ќе се погрижам за се. И така, принцезата Аурора пораснала во прекрасна, грациозна и паметна девојка. И сето тоа благодарение на даровите што ги дали кумите. Ружица била постојано со неа и не ја испуштала од видот, а пак кралот, откако забранен да се употреба вретено, никој на Аурора
не й кажа за клетвата на Оделија. Така, Ружица моја, младиот витез, разби околите и беше слободен. Јас да сум слободна. Ружица е со мене и ден и ноќ. Беше млад. Ја, што се докажа, народот му се восхитуваше. Единствено, каде што сум се јас докажала, е Ружица. Би сакала барем еднаш да бидам сама. Имам 16 години и сакам да работам тоа што јас сакам. Тогаш, драга моја Ружица, младиот витез се спушти лавата. Беше многу уморен, многу очите, многу му се спиеше. Веднаш падна во прекрасна соба. Заспа? Не помислила колку е интересно да си сам. Што направам сега со сопствената слобода? Знам. Ќе појдам во авантура. Се надевам дека Ружица нема да биде луда што им побегна така. Сепак, јас пред една недела наполнив 16 години. Време е да се самостојам. Ружица ќе биде горда што сум пораснала. Освен тоа, може би ќе се вратам пред да се разбуди. И не ќе знае дека сум излегла. Колку прекрасен поглед! Зошто со Ружица? Никогаш не сме биле тука. О, види, веројатно тоа се мама и тато. Мамо, тато! Леле, колку мали изгледаат, како мравки. Кога би знаеле дека ги гледам. Колку е прекрасно тука горе. Сега се наоѓам на врвот на кралството. Ова ќе биде моето скришно место. Тука би останала за секогаш. Но вистина, толку е тивко и мирно и толку. Но каков е тој звук? Никогаш не сум чула такво нешто. Што ќе е тоа? Ох, затворено е. Но сигурна сум дека однатре го слушнав звукот. Боже, ме исплаши, девојко. Што бараш ти овде? Многу се извинувам. Ја видов вратата и го чув звукот кој доаѓаше од тука. Работиш на тука? Предам волна, девојко. Зарем никогаш не си слушнала за тоа? Не знаеш што е вредено? Не, никогаш. Како работи тоа? Како работи? Епа, се врти. Да, се врти. Се преде конец од волна. Тој се ткае во ткаенина, од која се шијат такви фустани како твоите. Чекај, зарем не може од лукава девојка како тебе да не знае како се прави облека? Јас имам 16 години и морам уште многу да научам. Да, сигурно е така. Велиш, имаш 16 години, а? Да, наполнив 16 години пред една недела. Можам ли да чувам? Не. Не би сакала ти да си предалка. Раците ти се премногу нежни. Би ги повредила. Но сакам само да пробам. Ми изгледа многу интересно. Па сега, ако навистина сакаш
Emilijeва avantura? Da, тоа величествена авантура. Како што гледам, со прекрасен крај. Да, само такви величествени авантури вреди да се превземат. Треба да се ужива во нив. Да, ајде сега, те молам, покажи ми како се работи со вреденото. Еве вака. Прво треба да го земеш, но внимавај, го струе. Но не ги вижи се, веќе имам 16 години, знам да работам. Да, веќе кажам, една недела. Требаше ли да се върти? Да, се върти горе. Нелюбо те предупредив, а си го боцнам прсто. Сирота ти. Прекрасно, драга Аура. Само ти продолжи да читаш. А? Но што? Ох, не, Аурора! Аурора, не, Аурора! Каде се Аурора? Што ми се случува? Чувствувам некаква вртоглавица. Која си ти? Сигурно не можеш да гледаш својата крв? Нели, драга моја? Ајде, страдај! Баш убаво време најде да заспиеш, Ружице. И тоа една недла по 16-тиот роден ден. Оф, помогнете ми! Ви се молам! Зарем нема кој да ми помогне. Но, што можам јас тука? Јас сум само проста баба. Аурора! Аурора! Ружице, не ми е добро. Ох, не, Аурора! Ох, не, Аурора! 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 Оделија! Требаше, а и мора да знам. Ох, не, Оделија, Аурора, маличка моја. Оделија, бина да и бъдеш клетви до принцесата Аурора. Не паната заради моите маги, туку заради твоите, мила. Што моите? Да, на почетокот бев лута, што ги растори моите клетви, но сега испадна секако што треба. Стигала ми с тебе, Оделија. Да, на почетокот бев многу лута, затоа што 100 годишен сон е многу добра идеја, Ружице. Кога ќе се разбуди, ќе биде толку сама, брилијантно, тоа е многу подобро отколку да биде мртва. Проклета да си, Оделија, ни го седе тоа што најмногу го сакавме. Ето тогаш, следниот пат, се надевам дека ќе ме повикате на гости. Ако воопшто има следен пат, сега си одам, толку сте негостолюбливи. Погледни, стои во смртта, изгледа прекрасно. Не, краљице моја, не е мртва, само заспала. Но нас подобна ќе ни нема, кога таа ќе се разбуди. Што стори, Ружице? Каде ти беше паметот? 100 години, сред 3 недела. Немаше потреба да бидат 3, можеа да бидат и 10. Ти го уништи нејзиниот живот. Навистина, кога таа ќе се разбуди, сите ќе бидат мртви. Меѓутоа, Да, поштено ќе биде санени и ќе тако. Нејзините собини кои ги подаривме нема да развеселат. И таа ќе плаче. Крилата и радоста на музиката нема да допрадат до неја. Таа ќе ги одбие. А Ружице? да, во право се. Но немојте да ја обвинувате, Ружица. Па таа стори се што можеш. Амурата, немој да ме браниш. Сите ние не знаеме дека јас сум на себе виновна. Немој да плачеш, ти не си глупава. Сепак 100 години е премногу голем период. Јас ти сум лута. Зошто 100 години? Имаше мојте да направиш да беа дури и 100 дена. Ти го уништи нејзиниот живот. Но Аура, немој така да велиш. Зошто да не велам? Зарем не си му право? Секако дека си во право, јас целосно те поддржувам. Па зарем се караме? Ние сме неразделни, живееме заедно. Делиме малките радости и проблеми. Да, така само ќе се победим. Па затоа да престанеме. Но како да престана? Таква непромисленост кај тебе, Ружице, е волк.
Ќе потрошам сета своја енергија и моќ, но ќе поправам ова несреќа која ја направив. Спијте! Сите нека спијат! Нека целиот дворец спие! Се додека Аурора не се разбуди. Нема да биде ноќ, а вие пак ќе имате саканата принцеса. Им наредувам на сите! Спијте! Готово. Ја потрошим сета своја енергија и моќ, а и мене нема да ми штети. Малку сон. И така започнал долгиот сон во малото кралство до 100 години и еден ден. И така, кога Аурора паднала во длабок сон, сите други заспале. Оделија, злобната вила, се сетила дека Ружица рече: во тоа време на Аурора ќе разбуди принц и во тој момент Оделија ќе умре. Затоа се магепсала самата себе и околу дворецот направила неглив зид, низ кој никој не би можел да помине. Минувале многу години, а легендата донесувала многу храбри принцови до невидливиот зид. Многумина се обиделе да влезат, но никој не успеал. Како 100 години се ближеле, Оделија се грижела дека некој од принцовите ќе го пробие невидливиот зид. Како кој принц доаѓа, се повеќе се ближат. Не смеам тоа да го дозволам, инаку ќе бидам мртва. Морам да ги спречам, да разбудат на принцесата. Аурора не сме да ја напушти длабоката јама на сонот. Длабока јама? Отлична идеја! Но сепак, еден ден, точно 100 години и еден ден, откако Аурора се боцнала на вретеното, младиот принц Филип дошол до легендарниот дворец. Тој ја знаел целата приказна и за јамата, но принцот чувствувал дека срцето му велело да најде принцесата и да ја направи своја жена. Наоружан со остар меч, се решил да стори така. Па, ова мора да е тоа место, момче. А ти си спремен и не се плашиш. Еве, пристигнахме. Но подека, немој да бързаш. Не сакаш да не проболта невидливата јама. Секако, господару. Најважно е што сега знаеме каде започнува невидливата јама. Но прашање и како да ја прескокнеме. Многу е широка. Но во никоја авантура не си ме изневери. Ти верува, момче, храбро. Ти дадам се од себе. Многу сакам да ви помогнам и да успеете во ова авантура, за која толку копнеете. Ајде да претрчаме заедно, господару. Ајде, момче! Еден, два, спремен ли си, момче? Да, господару. 3, ајде! Успеавте! Поблиску сме од сите, момче. Одиме понатака. О, мома, што е сега ова? Каква е ова магија? Како можам да се борам со нешто неземско? Тоа е тоа оружје. Мора да биде неземско. Еј, кој го зборува тоа? Покажи се. Млад принцу, би сакала да можам, но се уште е рано. Иако не ме гледаш, можеш да ме чуеш. Против ова, треба да се бориш со своја магија. Но јас немам никаква магија. Доста со прашања, ти послушај ме за момент. О. Многу ти се брза. Слабоко ти се извинувам, духу. Исто и јас, не сакам да ве навредам. Да поминеш низ невидливиот зид, ти треба волшебна водичка, за да
Забавай се, бе! Дали гледаш еден бор и еден шпун? Бор и шпун? Да, гледам! Оди до борот и шпунот и помеѓу нив копај и таму ќе ја најдеш волшебната водичка. О, ти благодарам, духу! Ајде, момче, да помазаме! Хопа! Отладото, момче, отладото! О, това мора да е това нещо. Момче, беше храбар. Сега отам сам. Možda je što je svetno ponavljata. Da ne treba da ostanem, gospodar. Momče, ne sam da ti zloško nikakva opasnost. Dobar doviduvanje. Doviduvanje, momče, беше храбар придružnik. Така, ja imam волшебната водичка, а сега да го попаскам невидимиот зид. О, не, не може така. Одете сите во палатата и сопрете го принцот пред да влезе. О, што е ова? Каква е ова магија? Но сум победил порано, ќе победам и сега. О, не, користи ошпиот меч, за да ги покрите. Не, сама ќе се погрижам за него. Ако се суди по моето срце, тогаш се приближувам до судбината. О, ваше височество. Што е ова? Дали тие спијат? Што се случува овде? Сите спијат. О, чекай. Вистинска е. Убава е на сон. Чекай малце. Што ако откривам дека јас спијам, а не таја? Това е само сон. Морам да дознам. Беше близко, принцу, но не преблизко. Ти си сигурно изборот на овие злодела. Зло е толку остар збор. Задот службовнице, мојата задача е завршена, сега одиши. Имаш голема храброст, а и одлучност. Какви клетви фрла сега на мене? Нешто се случува. Сакаше да биде со саканата. Сега убавецот за секогаш ќе биде со неа. Те претварам во камен и за секогаш да си со саканата. Немој да се противиш, кога ќе се скамени срцето, нема да чувствуваш ништо. Не, толку сум близко. Бърго, принцу, бърго! Вашето духо од роза да доаѓа. По-бърго, кога те милам! Хвърли ме на топницата! Пак ми я принцезата Аурора! Пак ми я на Аурора! О, не, победивте! Љубовта победи! Ве мразам сите! А тоа е кралски син. Беше како што кажа Ружица, кој дојде да не разбуди. Се разбуди сме и сите сме живи. И Аурора е жива. Рушица, ти дай вече. Идеята, това беше прекрасно. Нема потреба од зборови, нити извинувања, драга Ура. Да, навистина. Па сега се што треба да се сторира да се прослави. Се догоди прима, драга. Ние ода дете на тајна прето. Ще си видим. Па јас би бирам да се, зарем не? Ка владеше атмосферата на Оделија. Таа се премести нато. Иако ние тоа не требаше да го направиме, но сега јас ти должам извинување. Но сега навистина ќе ме налутите. Драга Аурора, да знаеш само сите ние колку многу те сакам. Да, многу те сакаме. Се познава, Ружице. Не може да го сториш тоа за мене, ако не ме сакаше. А јас ти благодарам. Затоа што
odlično! Секоја чест ме оставивте без бором. Браво, Вили! Макар може да трябва да стави нашата вечер. Секако ми тоа може. Aurora, draga, sve ošte mi se merva, pa su pred moji oči. Сивај! Majko, tako, pesam. И така, Aurora и кралскиот син се венча. Има свое семејство. Кралот и кралицата беа воодушевени од својот син. Филип беше добар човек. Знаја дека мудро и праведно владе. Со нивното кралство еден ден семејството многу време поминуваше во игра и лекување на прекрасни цветови. А од сите цветови, омиленото цвече им беше ружата. Dai. Dieci prime capi su Vezi de cupa de furtună? Ajde, pođi. Što ste ću vidjela? Ime! Zaka! Zaka! Dole! Meni ne bude dani za mene. Prime. Na kraju vas rekao, da se zaboli to, da se vratiš nazad, to ide naprijed, kako bi najmjeto. Ама кој излезов, ма ни не беше Деца во сакен дестер. Нука на моја, ако нема дестерката, не гледат. Само то. Ја рекла да не сликам, тоа тебе со ова, тоа спана, ова ја парам, дилогов дека и... Глумеше во неделя. Кој се ова? Дека? По 11-та, ја некој ме понезе. Глумеше! Не призата! Не по репризата глуме по премиерата. Шо во тоа врска?
Бабу беше. Абе, ги го да апаратите. Ovdje da ne. Polako, samo. Анастезия, завърти се. Jedno najveće, iskorajte. Ой, овие се главните бе, морат бе. Морат од овде. Дај едно од тие да пробам. Кое е готово? Дај едно джешко. Тоа е готово? Само ако ме измамиш. Ајде пробај. Бој. Ajdučki kebab. Баш чашна. Да. Bosanski kebab. Перки бе. Ajde do kere. Иде. Kaj? Беше. Беше. Ajde. I taj ne znam kak ili drugi ne Nemec dobija na uliče. Pa Nemec priče. Музика е слушате, да слушате, да го изпише радио. Da go isključiš najbolje. Не може да го вия. Име! Малце страшно. Име! Дай! Дай! Чичко ли сте? Имате на пајче? Има таму слободно, ми се чини. Имаше тука едно вишак или немаше? Милена. Еве го, од мене. Ај, Ице, кој ќе си спремен за... Ете би мене ногу. Јас идум и од Наталија. Тебе и два седнете најадно. И овде е еден коп. Ајде, ајде! Еј, ја, ма. Чон го сакаш и ти? Шо? Чекај, да те кажа, да се Да ги видам како дај. Čekaj, Колба за Ajme za svi. колба за тебе, што? Ајде тебе колба. A beše klajne. Ајде роде вака. Ja gledam deca da sam... Добро, ама. За другата премиера? Ја га ради. А питаше. Видела. Kako ima? Da dele mi poteraš. Сега, сега нито плаќа. Za mene? Чекај, ќе ти дели ме чичко ристе врати. Ела, ела, мамра, дај. Ajde be ne mora, ajde. Како бе не мора? Evo ima kolbasi. Ima kolbasi. Ajde. Ајде, некој за куре. Да ти Čekaj, će piperka sakaš? Дај мене. Ќе пореам. Piperka neko je ljuta nam sakar. Да торча. Daj. Имен сега. Ne. Ај направи ги, Климент. Има за тебе. Ne brzaj ko kamerata, ne brzaj. Да, го знам ја. Bavno. Полека, нежно, како кокиче. Снимај тука, да имате на... Ја мислам доста е. Не снимуј. Не можам да јадам комеш. Направи место. Користе, Тъмни се. имаше некој коментар? Да се гледате. Не ми се да ја. Ало. Ajde, kako što je uobičajeno, mislim, posle predstava, obavezno želi da progovorimo nešto, da kažeme koliko redov da se napravi, така? Можам да кажам само добри сознанија и уште подобри и најдобри. Дека представата беше многу успешна и сите бевте прекрасни. Ова представа сигурно доби нови димензии за разлика од поранешните детски представи, кои мора да напоменам дека не беа лоши, да речеме дека беа слаби, послаби од ова. Но ова представа доби нова димензија со тоа што внесовме веќе музика, тоа допринесе многу и светло кое што имаше една од важечките улоги. Но најглавната улога бевте вие. Вие кои што остваривте
Игра прекрасна. Јас од сите страни шетав да гледам. Беше многу убаво. Така изгледавте како пеперутки, како разиграни некои цветови. Зато веле постојано да видите во движење. Постојано. Реагирањата на публиката приметив кај децата беше многу посебно кога излезеше вештерката. Обично сите деца, ево ја од внука натргам сознание, внука ми Матеја, че ја пуштам цртани филми и ме праши, имат вештерка? Ако нема не пуштај, не сакам. Значи сите деца сакат да имат контрасти, не само добри работи, да гледа само невести и така натака. Сакаше да се слика кутрата со заспаната убавица и со вештерка. Чепуња ми го зеда парада и ми останам не без апарат. Кутрата плакаше до срци. Ајде, ако мој ме... Вторник, да. Така, уште нешто. Ви посакувам добар, уште подобар успех од овој. Затоа што никогаш немој да бидете задоволни од она што е добро. Затоа што од секој е добро имате и подобро. Вие моите, вие умеете. Грешки не сакаме да ловиме веќе, готово, збориме за целосна представа. Но, ако треби, на некои од наредните проби, ќе седниме и ќе разгледаме кој каде почувствува нешто за кое што треби да го надоградиме. Наталија, Само да ме прашам. Наталија, слушаш? Чекај да доврши после. Шо е? Всичко ли сте? Елена сака да ме прашам. Да доврши ти ќе опрашвите после. Молим. Тишина. Да искористам сега ова прилика и да ви кажам дека во вторник, најкасно 10 сатот да бидите овде. Најкасно 10 сатот. Од 9:30 да почнеме да се собираме, затоа што представата е во 11. Во 11 е закажана, со Јосиф Гростито веќе е договорено. Што име нашко? Таму веќе сообщенија читале. Е сега понеделник ќе појдам да видам со Дајка Миладиновци. Застани бе, Наталија. Се снимат, але кажи ми се, не убегавајте. Чости надвор излези. Одгоре си стига. Како под град. Видите, Ќе видите што го снима. ако некому нешто му се скрши, му се скина, дотерајте, направите. И вторник ќе се договориме за петок. Сами ќе излезам. Доста. Привачи, ајде, Некои се нестрпливи саќе да јадем. Здравие, че скоро И ще посакувам пријатно. Судај ме. Судај, дебелиот судај. Дебелиот судај. Дебелиот судај. Сега ти е таа доста